Искористиме македонската народна поговорка дека кадија те суди, кадија те тужи, кадија те суди. Тоа е нашата состојба на македонскиот народ и македонската држава, на Република Македонија во денешните услови каде што од петици од петни жили, што би рекле, дадоја све, да не речам продадоја, дадоја све и им останаа уште долните гајки. Се соголивме, ја соголија Република Македонија, го соголија македонскиот народ. И се уште велат дека единствениот пат за нас е и единствено решение за нас е Европската Унија. Јас не би се сложил со нивниот став, бидејќи и како водител 30 годишен овде и повеќе, и како активист на македонската заедница, и како историчар и така натаму, знаејќи ја историјата на Европската заедница и на Европа, затоа насловот го ставам кадија те тужи, кадија те суди. Од каде да почнам? Повторно ќе се вратиме на формирањето на бугарската екзархија. Тоа формирање не беше заради потреба на бугарите, кои многу тешко можеме да кажеме дека имало бугари, затоа што 500 години како и ние тие биле под турско робство. И како тие наеднаш воскреснаа во бугари со екзархијата, а пак ние останавме, или пак како сега што сакаат да кажат, ние сме бугари од Македонија. Значи тоа им беше дадено од султанот Мурат II со султански декрет, а за возврат на наградата од Отоманската империја, големата порта, односно Цариградската патриаршија, ја пониште бугарската екзархија до 1945 година. Значи не постоела легално, канонски таа бугарска екзархија и затоа паѓаат во вода сите нејзини услови од денешно време што ги интерпретираат како сакаат. Ако сакате ќе одам и чекор понапре, што зборував пред минатата недела, како се формираше името Византија на местото на Источната Римска империја. Тоа го направија намерно германците, русите и англичаните, како и французите, 4 европски сили. Во 1557 година германскиот историчар Волф ја прекрасти Источната Римска империја во Византија. Резултатите од 16-тиот век ги гледаме и во 21-виот век. Меѓутоа, во 21-виот век мощни, силни и забетонирани, што би рекол Зоран Заев. Забетонирани се нивните аспирации, нивната идеологија, нивната геополитичка и стратешка политика во Македонија, кај македонскиот народ и во тој регион. Борбата на големите 4 големи тогаш светски сили, Русија, Германија, Британија и Франција, преку Бугарија, Грција, Србија и Албанија ја поништуваат Македонија и македонскиот народ и со нивно знаење, почитувани слушатели, со нивно знаење првиот исчекор го направе Руската империја, царот Руски, со тоа што ја победи Русија ја победи Турција во 1877 година и само на книга, на ваква книга, и ги нацрта границите на бугарската држава, меѓутоа без власт, без ништо, Сан Стефанска Бугарија да се простира таму до Јадранското море и до Егејското море, за да може да контролира Русија преку Средоземното море и понатаму целиот свет.
На ова се спротивставија големите сили, другите, Германија, Британија, Англија, односно, и Франција, и во Берлин 1878 година во јуни се свика Берлинскиот конгрес, се поништија одлуките за Сантостефанска Бугарија, се донесоа нови одлуки, со што се воспостави политиката, интересите политички и географски на големите сили и се подбуцна, им се дадоа големите подкрепи на нашите соседи, дека една од тие држави стои за нив, Турција, односно Отоманската империја, да ја истераат. Тоа се случи покасно, но и тоа претходеше со организирање, да не мислиме дека се дошло така случајно, им текнало на србите и бугарите, ќе се ослободат од Отоманската империја. Не е, почитувани слушатели, зад нив стоја големите сили, меѓутоа јагнето жртвено беше македонскиот народ и Македонија во тоа време. Јас повторно ќе речам, како можеле грците да останат грци со векови, па дури и антички, како можеле бугарите да останат бугари од неписмени и некрстени до 10-тиот век, па и 11-тиот век, и сега тие да ни продаваа нас писменост и да ни продаваа нас христијанство. Па тие беа дојдени Омуртак, Аспарух, Пресијан, Синму, па и другите, знаеме од каде се дојдени со туѓ јазик, ниту се разбираме со нив, па ниту имавме религија. Тие имаја Тангра Бог, ние имавме Исус Христос Бог. 1000 години. И сега сето тоа станува ништо и доаѓа напред со политиките и со пропагандите и медиумите, како и науката, бугарска, српска, грчка, сите заедно ја створија таа Балканска лига или Балканскиот сојуз во 1912 година. Бугарија, самата Бугарија прва иницира поделба на македонскиот народ и на Бугарија на 13 март 1912 година, пред да почнат Балканските војни. И што денес ќе ми кажуваат мене бугарите? Иван Гешов, нивниот премиер, царот германски, Фердинанд, цар на Бугарија, меѓутоа германец, што ниту знае бугарски, ниту е бугарин, помага за тој договор. Договорот Бугарија-Србија е склучен во воз од Белград за Ниш, тајно. Потоа Бугарија иницира состанок со Венизелос во мај, 19 мај, истата година, 12 година, пред Балканските војни, почитувани слушатели. Пред Балканските војни. Од како се направи тој сојуз, иззад овие 4 земји стоеа Австро-Унгарија, стоеше зад формирањето на Албанија. Британија стоеше зад формирањето на Грција. Русија стоеше зад формирањето на Бугарија, која прогласи независност во 1908. Грците беа 1832 и србите беа 1875. Албанците формираа држава преку благодарение на Австро-Унгарија во 12 година, кога беа и Балканските војни. Се случија тие Балкански војни, ја поделија Македонија и првиот договор по Балканските војни беше во Лондон. Во Лондон беше во мај 2013 година. Започна втората Балканска војна. Вториот договор од Балканските војни беше во Букурешт. Ја поделија и потврдија поделбата на Македонија и го уништувањето, непостоењето на македонскиот народ. Понатаму продолжува одма Првата светска војна, па Версајскиот мировен договор, потврдени границите и не постои македонски народ. Потоа дојде Втората светска војна. 1943 година беше Техеранската мировна конференција Черчил, Рузвелт, Сталин. Нема македонци и Македонија. Потоа беше конференцијата на Јалта. И тогаш нема македонци и Македонија. Не постојат. Значи, кој нас не дели? Кој нас не суди? Кој нас не суди? Тој што не тужи.
А кој нас не тужи? Не тужат големите сили. И сега тие истите сили го покажаја истото лице од овие вековни нивни инспирации и аспирации со Лисабонската декларација во 1992 година, кога Македонија прогласе независност. Во Лисабонската декларација буквално, дословно стои следното, дека Македонија не може да го има името Македонија и да не и македонци. Додека не го избришат тоа, нема. И тоа до ден денес го прават, почитувани слушатели. До ден денес го прават. И ние сега ќе се бориме против тие ламји. Не можеме ние да се бориме. Другата потврда беше, почитувани слушатели, приемот на Македонија во Обединетите нации. Обединетите нации немаат право никакво за да не примат во Обединетите нации. Немаат никакво право. Или да го сменим името. Меѓутоа го прекршија тие собствениот устав, ја прекршија резолуцијата број 1 и 2 од повелбата на Обединетите нации и ние бевме поранешна Југословенска република Македонија. И сега, почитувани слушатели, доаѓаме до резултатите нивни. Нивните резултати се истите и нивната политика е истата. Не помина бугарскиот договор, што вели Ристо Никовски, за непријателство, се формира комисија за образование и бришење на македонскиот историски пат. Да се откажиме од цар Самуил, се откажаа. Да се откажиме од светите Кирил и Методија, и сега тие што неписмените племиња, сега тие велат дека свети Кирил и Методи не бугарин. Меѓутоа не е. Се откажавме од Григор Прличев. Се откажавме од Миладиновци браќата. И се откажавме од светите Климент и Наум Охридски. И од што да се откажиме сега? И сега да се откажам јас дека Пера Најдовска не ми е мајка. Да се откажам јас од татко ми Васил дека не ми е татко. И да се откажам јас од дедо ми Богоја и од баба ми Благуна дека не ми се дедо и баба. Да се откажам од дедо Веле на тате страната, кој бугарите го отепаја патем во 42 година, и да се откажем од баба Магда. Сите овие родени пред Илинденското востание. И да станеме ние сега тие што сакаат. Да станеме ние македонци од 44 година и сите овие ние да сме синови на Јосип Броз Тито. Неќе да може така. Нема да може. Нема да може така. Нема да успеат и ќе бидеме против тие две организации што се политички, не се научни. Историските комисии. Не можат четворица историчари да ни ја пишуваат историјата, македонски и бугарски. Историјата ја пишуваат настаните што се случуваат, а не историчарите. Историчарите само ја толкуваат, а не ја пишуваат историјата. Историјата се пишува на настанот. На денот на Илинденското востание се случи тоа. Толку востаници, толку мртви, толку жртви, толку ослободени села, градови, така натаму. И после се толкува сето тоа, се пишува. И како се пишува, како и секаде во историјата која го тврделе постарите од мене, не македонци, туку и други светски историчари, историјата ја пишуваат победниците. Бидејќи ние како македонци многу тешко и не сме дошле до некои така официјални големи победи, освен што сме давале знаци на постојање преку Карпошовото востание, преку Разловечкото востание, преку Илинденското востание и други настани. Првата светска војна, македонската дивизија во Првата светска војна со околу 30.000 македонски војници доброволно регрутирани. Па Втората светска војна, знаете како ја поминавме, па 2001 година со
учките и така натаму. Значи, почитувани, и председателката била изненадена. Не треба воопшто да се изненадена председателка. Туку треба да се спротиставите, да ја крените раката, дигнитетот, достоинството на македонскиот народ, бидејќи вие нас не представувате. Ако вие сте достоинствени и се спротиставите достоинствено, ќе бидеме и ние горди. Ако вие ние скините главата, ние ќе бидеме без глава. Тоа сакам да пренесам, дека комисиите за образование треба се распуштат од македонска страна. Договор има, тој договор не го испочитуваа бугарите, тој договор за непријателство. Измислија друг договор и наметнаја политика на Европската Унија. Ја ослободија Бугарија од одговорностите пред Европската Унија и сега демек тој предлог бил, таа рамка била француска рамка. Јас ќе се сложам дека е француска политика, она од Берлинскиот конгрес, она од Букурешкиот договор, сите до ден денес оние договори се француска политика. Тоа можам да кажам, почитувани слушатели, ако не застанеме да си го браниме идентитетот, јазикот, културата, традициите и цивилизацијата македонска, тие сакаат да поништат се што е македонско, од Александар Македонски, од Филип Македонски, преку апостол Павле, преку Лидија Македонката покрстена во Македонија, преку Јустинијан Прима, преку црковното прашање, потоа светите Кирил и Методија, потоа свети Климент и Наум Охридски, понатаму македонската книжевна школа во Охрид, понатаму ги имаме браќата Миладиновци, па Прличев, па сега доаѓа Гоце Делчев. Ако го скинат Гоце Делчев, и ние ќе бидеме скинати. До слушање, почитувани слушатели,